Добар вечер, почитувани гледачи. Нова работна недела на Заспи ако можеш со Драган Милосаљевиќ и Горан Момировски, кои само за оваа вечер од оправдани причини ќе го вклучиме преку апликацијата. Zoom веќе го имам јас на мојот екран, верувам дека е вклучен данас, скоро ќе го видиме и на вашите екрани. Добра вечер за Горан велам. Вечерва да не должиме многу, иако би можел да зборувам прилично на различни теми што ме интересираат. Амбицијата е да зборуваме главно за она што се нарекува меѓународни односи и она што се нарекува односот и квалитетот на релациите што ги имаат нашите политички чинители со оние кои што ја представуваат Европската Унија. За таа цел, вечера во нашето студио е заменик министерот за информатичко општество и администрација, но во истовремено и секретар за меѓународни односи на неговата матична партија ВМРО-ДПМН, господинот Стефан Андановски. Добра вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата и за убавата најава. Се трудиме, даваме се што можеме. За почеток сакав да ја прашам, заменик министре, ги гледавте оскарите? Не стигнав за жал. Патувања веднаш со работни обврски овие денови за жал не стигнав, но слушнав големи пофалби за филмот. Филмот го погледнав. За Опенхајмер. Филмот го погледнав и навистина едно врвно достигнување. Ништо помалку не очекував од Нолан, ама навистина врвно достигнување. Се работи за еден од најдобрите режисери дефинитивно во светот, Кристофер Нолан, и искрено мојот омилен актер Силијан или Килијан Марфи, кој како го нарекува, мислам дека Роберт Дауни Џуниор исто така, една наистина добра оскаровска вечер, морам да признам, последните години некако беа досадни. Јас не го сакам водителот Џими Кимел од некоја причина, малку ми е стелен, ако некој не се согласува, еве се извинувам. Но како и да е, доста за оскарите. Веднаш да почнеме со оној дел што не интересира најмногу вечерва. Вие пред 2-3 дена буквално се вративте од Букурешт, каде што бевте заедно со председателот Христијан Мицкоски и со други представници на партијата на конгресот на ЕПП, на Европската народна партија. Тоа е на тело кој што ги обединува сите конзервативни партии во Европа. И она што можеше да се види барем на екраните и можеше да се прочита вака генерално е дека приемот што го добивте таму беше повеќе од позитивен. Па добро, ова е еден од најважните, или јас го нареков најважниот политички настан во Европа оваа година, особено што станува збор за настан кој што ги најавува европските избори или изборите за Европскиот парламент. И на овој настан Европската народна партија одлучи за свој предводник на листата за кандидати за пратеници во Европскиот парламент да ја номинира Урсула фон дер Лајен, досегашен председател на Европската комисија. Но, освен тоа, на овој настан беа присутни 16 шефови на држави и влади од Европската Унија и од земјите кои што се кандидати и 9 подпредседатели на Европската народна партија, дел од нив кои што се исто така комесари во Европската комисија, како и Манфред Вебер, председателот на Европската народна партија. Навистина еден спектакуларен настан, организиран на највисоко можно ниво и впечатоците се навистина солидни. Јас бев присутен и на конгресот кој што се одржа во Роттердам пред 2 години. Тој беше најава всушност за она што ќе се случува цел овој период и навистина Европската народна партија силно се подготвува за следните избори. Ова е маратонска година за сите, затоа што се случуваат избори во 2/3 од светот, од популацијата на светот, што значи дека ќе бидат навистина бурни, интересни политички случувања во цела Европа. Добро, се случуваат 2/3, меѓутоа во оние што се за нас случително важни. Во Соединетите американски држави, на ниво на Европската Унија, па и во Русија за една недела се случуваат, колку и да е тоа сега баш не е невнимателно да се каже, факт е дека таму Владимир Путин речиси известно ќе победи, тоа ќе остави одреден впечаток на целата година. Меѓутоа околу европските избори кога сме уште таму, вие ја поддржавте Урсула фон дер Лајен, ако сме реални, тоа беше унисоно на сите партии кои што се членови на Европската народна партија. Овдека во Македонија прочитав неколку коментари од типот зошто мораше баш Урсула фон дер Лајен, незината улога во некои случувања поврзани со Европа, меѓутоа и со перспективите на земјите кандидатки како Македонија. Веројатно не гледаат сите на незе совршено позитивно, меѓутоа вие одлучивте да ја поддржите. Тоа беше одлука, еден вид солидарност со сите
сите партии членки на Европската народна партија или нешто друго беше упрашано? Па можам да кажам прво формално правно земјите кандидатки, односно партиите кои што доаѓаат од земјите кандидатки формално не гласаат на изборите кога станува збор за избор на членови на телата на Европската унија. Например, ние гласавме за изборите за Манфред Вебер како претседател на партијата, но во овој случај формално правно не гласате, но секако го искажувате својот став пред присутните делегати како полноправни делегати на Конгресот. И ние се одлучивме да поддржиме кандидатурата. Се работи за една кандидатура во рамки на Европската народна партија. Раководството на партијата одлучи да излезе со еден кандидат за овие избори, да покаже не само солидарност, неко една единственост во постапувањето. Имаше амбициозност од страни на други кандидати, не е дека трката беше вака толку еднострана, но сепак господјата фон дер Лајен за овие 3-4 години колку што е на позицијата претседател на Европската комисија покажа храброст, одважност да успее да ја обедини партијата и од доаѓањето на Манфред Вебер и на фон дер Лајен во партијата се чувствуваше и се чувствува еден нов бран на победи и резултатот на тие победи се победи на европските народни партии во рамки на своите држави, што го замени трендот на одреден период на стагнација кој што и се случуваше на Европската народна партија. Има едно чувство на ревитализација и мислам дека подготвени влегуваат во европските избори, а секако со наша поддршка од тука. Имаше коментари, јас ги забележав за можеби за незините коментари тука во собранието. Мислам дека тоа беше ненамерен пропуст кој што го направи, потоа и се извини истиот ден во однос на придавката. И јас секогаш кажувам, тоа е во голема мера вина на македонската влада, затоа што недоволно го заштити македонскиот идентитет. Токму од овие работи, ние уште од првиот ден алармиравме по подпишувањето на Преспанскиот договор, дека таа кованица која што ја создаваат, истовремено поврзана со германскиот јазик, каде што на тој начин се дефинираат придавките, ќе ни создава вакви проблеми. Заради тоа ние сметавме дека нема никаква потреба од промена на името во тоа време, особено не промена на овој начин со кој што се залепува придавката со именката, но тоа го направија и често се случува да европски представници намерно некои поголемиот дел ненамерно, како во случајот со господјата фон дер Лајен, прават вакви грешки. Она што би сакал да го споменам што е важно за ВМРО-ДПМН од овој конгрес е дека таму има чувство дека ВМРО-ДПМН е победник на изборите во Македонија и дека е кредибилен партнер на Европската комисија. Значи од бројните билатерални, мултилатерални средби кои што ги имавме, на маргините, претходно договорени, официјални средби кои што ги имавме на сите нивоа, се забележува дека ВМРО-ДПМН се третира како веќе да е дел од владата, како веќе да ќе ја формира со сигурност следната влада и верувајте ми, голем број од дискусиите беа посветени на тоа што ќе се прави со економските реформи, како ќе се разрешуваат проблемите кои што и Европската унија ги има во смисла на заштита на руралните средини, заштита на селото, заштита на земјоделието, справувањето со климатските промени, евроинтеграциите како една голема тема, што значи многу повеќе се дискутираше за тоа што ќе правиме денот потоа, какви ни се плановите денот потоа, какви се плановите на идниот премиер професорот Христијан Мицкоски, отколку тоа да воопшто се дискутира кампањата или пак изборите. Некако се има чувство дека ВМРО-ДПМН ќе биде предводник на следната влада и тоа навистина за нас беше охрабрување. И вториот по мене многу значаен дел, ВМРО-ДПМН е препознаено како кредибилен и многу сериозен партнер на Европската унија и на Европската народна партија и во нас се препознаваат луѓе кои што навистина можат да ги водат кредибилно процесите, што е многу спротивно на она што СДСМ и го зборуваше и го правеше во изминатиот период, затоа што првенствено СДСМ велеше дека ние сме изолирана партија, дека ние немаме партнери во светот, за во исто време да го лаже тој свет дека во Македонија се случуваат работи кои што не се случуваат, да го убедува дека само што не направиле промени на уставот, дека ќе свиткаат раката на ВМРО-ДПМН, дека ќе потплатат, подкупат, договорат, уценат одреден број на пратеници да гласаат за уставните измени, дека ВМРО-ДПМН е скршено и така натаму, што не се случи, и во исто време да лажат за својата страшна корупција која што ја прават во Македонија, и затоа тие удрија во зид токму на нивниот конгрес минатата недела, каде што на голем дел од настаните воопшто не беа ни поканети. Да, видовме што се случи. Тоа е еден, Горан веднаш да те вклучиме, тоа е еден од најинтересните настани, условно кажано, минатата недела, кога навистина угледниот политик објави дека поранешниот премиер практично не бил ни примен на настанот на социјалистичката партија на Европа,
Потоа видовме Радмила Шекеринска на онаа групна заедничка фотографија, него видовме, иако и беше објавено дека сепак учествувал на делот на станите, меѓутоа и она веќе легендарна негова изјава дека тој кога викал некого дома го примал да влезе, а очигледно истиот останал надвор на улица кога бил поканет во Рим. Па Драган, не знам што е посрамно во ситуацијава, тоа што него примиле да влезе на приемот кај што бил поканет, или тоа што подоцна тој или некој од неговата екипа се жалел на еминентниот политико. Во секој случај срамно за Социјалдемократскиот сојуз, срамно од нивне, и тоа срам и за Македонија. Човекот сепак допред колку еден месец и 10 дена беше премиер на Македонија и сега се случува да него примат на прием во неговата матична европска партија, внимавајте. Сакам да се вратам, тоа е срам за СДСМ и тоа ќе си го решаваат, ние како Македонија ќе се обидеме да ги решаваме работите поинаку. Она што мене ми западна во очи од конгресот на ИПП, на Европската народна партија во Букурешт, е што, само да подсетам, Манфред Вебер е германски функционер, политичар, председателката на Европската комисија фон дер Лајен исто така е германска политичарка, ЦДУ, ЦСУ. Вие имате таму средба, ако не се лажам, со Јохан Вадефул, тој е човекот кој што е координатор за надворешна политика во пратеничката група на ЦДУ во германскиот Бундестаг, во германскиот парламент. И тоа што мене ми е многу интересно е што тој во неговиот Твитер, неговиот твит пост на Твитер на социјалната мрежа X напиша Македонија без воопшто да употреби северна. Чи не случајно реков сега, Вебер е германец, фон дер Лајен е германка и Вадефул се разбира е германец. Што значи ова во иднина? Што ќе се случува? Оваа порака е дека всушност северна и не е толку важна за луѓето во Европската унија, дека можеби во иднина има простор некако да се, ако ништо друго, барем да се занемари на меѓународно поле. Па Горан, кога ние објаснуваме во Македонија дека Македонија навистина има пријатели со кои што ние не комуницираме доволно, зборувам ние како влада, не комуницира владата и не комуницира на вистински начин, односно не комуницира да ги одбрани македонските национални интереси, тогаш бевме нарекувани изолационисти, дека ние го вртиме грбот, дека не сме доволно кооперативни и така натаму, но покажуваме со овие средби, тоест самите средби и луѓето со кои што се среќаваме говорат за фактот дека Македонија навистина има своји пријатели кои што навистина сакаат да видат вистинска европеизирана Македонија и Македонија вистински во рамки на Европската унија. Да дадам со една реченица контекст, Вадефул е еден од 20-темина делегати на ЦДУ во рамки на Европската народна партија. Не треба да зборувам повеќе, тоа значи дека во топ 20 луѓето во германската политика што се однесува на Европската народна партија, односно на Демохристијанската унија ЦДУ, која што е во моментов во пол позиција да ги освои следните парламентарни избори, да предводи државата и да предводи следната влада. И јас не би се изненадил доколку го видам Вадефул на една од клучните министерски позиции во идната влада на Германија. Катастрофална е ситуацијата во Германија со владењето на социјалдемократите и на левичарските партии. Ќе ми дозволите со еден коментар. Навистина Германија чувствувам како пријателска држава, сум еден од стипендистите на нивните фондации и заради тоа и ми е криво кога го зборувам ова, но навистина наместо зголемен напредок после онаа ера на Меркел, ние во Германија гледаме недостаток на лидерство од страна на сегашната влада и недостаток на напредок, да Германија вистински се позиционира на низиното заслужено место да биде лидер во Европската унија. И тоа е заради слабата влада во Германија, но тоа го покажуваат и анкетите, не треба јас да зборувам многу детално и сигурен сум дека идната влада ќе ја формира ЦДУ, а Вадефул е дел од токму од тој тим кој што ја предводи владата. Уште една забелешка е дека ВМРО-ДПМН ја гради оваа поддршка континуирано. Ова не е еден изблик на ваков коментар. Само пред 2 недели во Велес на стратешкиот состанок кој што го одржавме со нашите партнери Конрад Аденауер, се обрати Кристијан Крамер, кој што е меѓународен секретар на ЦДУ,
што значи еден од тројцата, да речеме, во раководството на политичката партија ЦДУ, кој што изрази исто вакви ставови пред присутните во салата. Тие беа пренесени секако и од медиумите, така што не треба многу јас да зборувам за состаноците, имам пракса да не коментирам затворени состаноци, но тие самите коментираат во јавност за поддршката кон Македонија првенствено и многу значајно, и секако кон ВМРО ДПМН и професорката Гордана Силјановска-Давкова како кандидат за претседател, затоа што кон овие три пилари се однесуваше поддршката и на Ваденфул. Сигурен сум дека Германија ќе застане цврсто позади Македонија во нашите напори, ако имаме ваков искрен пристап во дискусиите, затоа што ВМРО ДПМН не коленичи на овие настани. Ние не кажуваме едно пред нашите партнери меѓународни, а друго во јавност, а трето да правиме, туку истите ставови кои што ги елаборираме и аргументираме во јавноста, за кои што имаме ставови во јавноста, исти да ги споделуваме со нашите европски партнери и постојано се обидуваме да наоѓаме решенија, но тие решенија во ниеден момент не значат и нема да дозволиме да значат подвиткување на кичмата на македонскиот народ, губење на македонскиот многовековен идентитет или пак да значат откажување од македонските национални интереси. Но во исто време ние таму не разговараме за корупција, не разговараме за сделки, не разговараме за кладилници или за казина, не разговараме за фотоволтаици, панели, не разговараме за лажни компании кои што треба да произведуваат наводно електрични возила во Македонија и така натаму. Туку разговараме за вистински стратешки правци на соработката меѓу Македонија и Германија или меѓу Македонија и било која од другите држави. Многу квалитетни средби имаше и во Виена, но сепак овие средби не се средби за личен бизнис, не се средби за личен или партиски интерес, туку се средби за да го дефинираме правецот, стратешкиот правец во кој што ќе се движи Македонија. Веќе гледам наслов визави она изјава дека во Германија во моментов има слаба влада, може да претпоставам наслов ВМРО ДПМН него напаѓа Олаф Шолц, некој од тие што многу сакаат. Горан повели, сакаш да додадеш нешто? Да, ја спомена и гостинот професорката Гордана Силјановска-Давкова, која што беше со вас во Букурешт. Да. Интересира како е таа примена во сепак во најмоćната се разбира европска групација политичка, како се доживува тоа што сепак професорката Давкова, речеме, не е класичен десничар од типот на идеологија која што ја гледува ВМРО ДПМН, сепак за голем дел од работите таа има некои либерални ставови, полиберални да речам од ВМРО ДПМН. Како беше причекана во разговорите? Веројатно не може да зборувате се, меѓутоа ме интересира ваков ваш впечаток. Мислам дека не направивме добра услуга на професорката Силјановска-Давкова затоа што со тоа што имаше премногу средби и на ВМРО ДПМН како делегација, но и нејзини тет-а-тет средби. Во исто време известувавме за сите овие настани и можеби недоволно се посвети акцент на нејзините средби и на ефектот кој што го постигна. Доволно да кажам дека над 30 на студенти на најголемата Европска студентска унија, Европските демократски студенти, која што е официјална студентска унија на ИПП, во получасовно стендалон предавање од страна на професорката уживаа во тоа што таа го нарече едно перипатетичко предавање во сократовски стил и можам да кажам дека беа во најмала рака воодушевени од тезите, од поентите кои што ги кажа. Не очекував ништо помалку, да бидам искрен, затоа што станува збор за професор со европско педигре, со меѓународни успеси бројни во нејзината научна кариера, но со еден стил на разговор кој што многу приемчив за европските и политичари, млади политичари, но и секако повозрастните. Таа имаше и средба со Лидија Переира, таа е европратеник, прогласена за европски шампион или амбасадор на младите во Европскиот парламент минатата година и кандидат номиниран за оваа година и многу значајна средба со Дорис Пак, позната на македонската јавност, во која што беше изразена недвосмислена поддршка кон професорката, кон нејзината кандидатура, Розалија Биро и членовите на извршниот комитет на Унијата на жени на Европската народна партија, кои се понудија да бидат присутни и во текот на кампањата и да снимат своји видеа за поддршка и да помогнат на било кој начин да професорката стигне до позицијата претседател на државата.
Но можам да кажам дека незините ставови, мислења, согледувања се веќе познати кај нашите меѓународни партнери, затоа што со внимание ги следат незините настапи и во Македонското собрание, особено во делот што се однесува на заштитата на правата на одбраната на правата на жените, промоцијата на правата на жените, животната средина, заштитата на младите. Спомнавте Горан за незините либерални ставови, но таму се цени и незиниот традиционален пристап кон семејството, кон улогата на семејството во општеството, кон традиционалните христијански вредности, понатаму кон вредностите кои што значат либерализам и во економска смисла или така наречен социјален либерализам, така што незините ставови се гледаат во овој поширок спектар на центар десни сваќања. Европската унија има Европската народна партија опфаќа политички партии кои што се на десниот спектар, но секако ова му доаѓа и малку како еден вид освежување од страна на професор кој што има што да каже. Знам дека секој од средбите завршува со коментари за познати професори по уставно право и правници, суди кои што доаѓаат од државите со кои што ние разговаравме, и секој од соговорниците онака со подигнати веги и малку и со вчудено видување зборуваше за тоа на колку високо ниво се познанствата кои што ги има професорката, и мислам дека тоа навистина барем мене ми остави најголем впечаток. Добро, господјата Силјановска Давкова и многу години наназад е професор од висок формат во меѓународни размери, да не се разбереме, незината кариера во правото трае со децени и несомнено таа има наметнато углед во меѓународни рамки. Но мене нешто друго ме интересира, господин Андоновски. Долго време актуелната власт на СДСМ и ДУИ инсистираше на тоа дека ВМРО ДПМН е како партија и сега наративот се користи на ист начин, Ковачевски во неколку наврати го спомнува, претпоставам тоа ќе оди како слоган некаков, тврдат дека ВМРО ДПМН нуди изолација, Гордана Силјановска Давкова нуди изолација, тоа ќе биде отприлика она што ќе може да се добие од ВМРО ДПМН, меѓутоа токму овие вакви средби, како таа во Виена, да не заборавиме, во Виена лидерот на партијата Христијан Мицкоски се сретна со министерот за надворешни работи на Австрија. Значи зборуваме за челник на опозиција кој што се среќава со министер за надворешни работи на една сериозна земја. Австрија е земја од посериозниот клуб дефинитивно. Во Букурешт претседателот на ВМРО ДПМН имаше и говор кој што беше повторно керчам според она што успеавме да видиме на медиумите, бурно поздравен. Начинот на кој што беше прифатен од колегите ваши во Европската народна партија, сам по себе зборува многу. Сакам да кажам, паѓаат во вода сите овие наративи дека ВМРО ДПМН ќе изолира земјата, ќе ја стави во ситуација, не знам, да кубури без меѓународна поддршка, дека ќе се остави, не знам, во рацете на Русија и слични глупости, слободно може да кажам. Па да споредувате, јас често знам да кажам, професорката Силјановска во незината област е нешто слично на Симон Трпчевски во неговата област. Затоа што можеби науката не е толку општо прифатена во Македонија како, да речеме, популарна активност или популарна дисциплина. Но класата си класа. Луѓето секогаш препознаваат квалитет и затоа кај нас јас секогаш таа споредба ја правам за да им биде поприемчиво на граѓаните. Таа објавува своји трудови во Палгрев Макмилан, кој што за научниците значи Еверест. И секој би сакал, особено во општествени науки е ѓаволски тешко да стигнете до Оксфорд University Press, например, како издавачка куќа. А таа има неколку своји објави, неколку своји трудови таму. Така што тоа само го кажам како споредба и мислам дека е важно. Убаво тргнавме зборуваме за филм, за Европа, и сега ќе ме вратите на само ми е малку тешко да го вратам наративот. Но се инсистира, знаете зошто? Затоа што претпоставувам дека има граѓани кои што не следат секојдневно. Едноставно тоа не им е, имаат и своји, за жал, многу животни проблеми во Македонија и го слушаат тој наратив кој што се турка на малите екрани пред се и во онлайн медиумите, во вестниците и така натаму, дека ВМРО ДПМН нуди изолација, дека со нив се ќе застане, ќе се блокира европскиот пат. Горан сака да се вмеша и да додаде нешто? Едно изолација и антиевропејство, а второ е обвинувањата за негов проруски сентимент. Прорускиот сентимент, се разбира. Поврзан сакав ова, ако вие седнувате и разговарате со тројца од 5 најмоćни луѓе во Европскиот парламент или Европската комисија, например, или не знам, 5 од 15 најважни луѓе во Европа,
на рамна нога, да речеме, ги кажувате своите ставови јасно и гласно и не се плашите, нели? Тогаш колку може да обстане оваа кампања, дуи во првиот момент го нападна и ВМРО ДПМН и Гордан Стерновска Давкова дека се некакви проруски играчи, може ли да воопшто да биде тоа некаква тема на изборите пред нас? Па јас би прифатил ваква тема ако немавме поранешен министер за внатрешни работи кој што купуваше антивирусни системи, IT опрема од страна на проруски или директни руски врски во Република Српска, например, или ако половина од државните институции до ден денеска купуваат антивирусни системи кои што доаѓаат од Русија, или пак ако челници на ДУИ не се најдеа на црната листа на САД, знаете дека ВМРО ДПМН нема свое раководство кое што е ставено на црната листа на САД, а ДУИ има свој градоначалник кој што е ставен на црната листа на САД. Потоа владините партнери, неколку од нив се ставени исто така на црната листа на САД, така што тука многу јасно и со факти зборуваме за кој каква ориентација има и кој кон каде ја движи Македонија. Многу е лесно да зборувате колку сте за ЕУ, за НАТО, за Европската Унија, за Европа како поширок концепт, а во пракса вака да се однесувате коруптивно, да не бирате средства од кого купувате мазут, од кого купувате газ, од кого купувате cyber security или овие антивирусни апликации или софтвери, и во исто време да го обвинувате ВМРО ДПМН за некакви си руски врски. Јас не видов ниту еден доказ за било кој од нас дека има било каква конекција со Руската Федерација, со руската политика или со овие служби, но еве јас ги кажувам сите овие факти за кои што граѓаните знаат, се свесни дека навистина се тука, постојат, се случили, има докази за тоа, дека опрема се купуваше од Република Српска со директна руска поврзаност во рамки на компаниите од кои што беше купувано. Така што депласирано е ова, но јас мислам дека ќе биде тема за изборите и мислам дека СДСМ ќе се држи на оваа тема да зборуваме за овие прашања повеќе, наместо да зборуваме за тоа зошто пропадна инвестицијата и кој дали се вложи во инвестицијата во Тетово за производство на електрични возила, например. Колку средства беа потрошени, кој ги потроши, на кој начин беа потрошени тие средства. А Горан сака да купи, само да кажам, Горан е еден од најголемите љубители на електрични автомобили во Македонија. Ова не е шега и знам дека се подготвуваше таму да инвестира. Не знам пари само кај ќе најдеше Горан, но имаше желба да инвестира. Еве ме повлековте, ми дадовте провокација, ќе морам да одговорам. Во рамки на програмата на ВМРО ДПМН очекувате еден соопфатен пакет за поддршка на луѓето кои што сакаат да купат и да користат електрични автомобили. Врски, Горан. Транспарентно го кажав на телевизија, така што нема врски. Да, меѓутоа, поведи. Инвестират турката во Тетово што остана од фабриката возила, а сега веќе има и нов. Само го ми дозволиш, Драган, пред на другите. Споменавме преска околу промената на расположението во Германија. Само да кажеме на последна анкета на Pulling Pro, се вика сериозна агенција во Германија, ЦДУ има прилично високи 30% од поддршката меѓу германците, со тоа што интересно е АФД, Алтернатива за Германија, кој што се смета за крајно десничарска, да речам, радикална партија, има речиси 19,4, а владеачката СПД на премиерот на канцеларот Шолц има само 15%, што значи дека известно е дека вашите политички партнери во Германија, ЦДУ, ЦСУ ќе направат влада на следните избори, со тоа што доколку и на ниво на Европскиот парламент во мај на изборите победи Европската десница, Европската народна партија, тогаш ВМРО ДПМН ќе има прилично сериозна позиција во смисол на остварување на најголем дел од своите програми, не само надвор во рамки на европските интеграции, туку се надевам и внатре во смисла на инвестиции за силување на конкретна поддршка која што треба и е неопходна на Македонија. Да. Овдека би додал Андоновски уште една работа, исто така долго време, како позиција на актуелната власт стоеше, ВМРО ДПМН има односи во Европската унија само со Виктор Орбан и со Унгарија. Околу самата политика на Виктор Орбан се разбира, може да се спори кој сака или не, меѓутоа тој е во Европската унија, тој е премиер на држава во Европската унија. Меѓутоа токму овие и вакви средби покажуваат дека не е само Унгарија, тука е Австрија, тука е Германија која што е возот, моторот, како сакаме да го наречеме, а ако сме реални, иако тоа поминува релативно незабележливо во медиумите, често пати ве гледам, меѓутоа тоа е нормално, бидејќи сте
меѓународен секретар, така да секретар за меѓународни работи, заедно со господинот Христијан Мицкоски имате, да не речем, секоја недела средби со сите можни амбасадори на земјите од Европската унија, па и од пошироко, ако ве сметаат за изолирани, ако ве сметаат за некој непосакуван утре партнер, претпоставувам ке на дипломатски начин да речат извинете господа, ние баш и не мора да се видиме со вас. Па да, наоѓаат меѓународните партнери дипломатски начин, ви ја затвораат вратата, како што тоа беше направено за ССМ. Во однос на средбите би спомнал средбата и со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Мислам дека се потценува добра позитивната улога која што Хрватска има кон Македонија, и Хрватска е еден од најискрените, ако не и најискрениот партнер на Република Македонија и вистински партнер во евроинтеграциите, затоа што не се случило да има тема да се побара помош од Хрватска, а таа да не биде обезбедена. Во многу голем дел од случаите и бесплатно за Македонија. Зборувам за техничка помош, експертска помош, закони, регулатива, добри практики и така натаму. Чекајте малку, која бара таа помош вие како ВМРО-ДПМН? Хрватска ја обезбедувала додека ВМРО-ДПМН беше на власт. Ми се чини дека последниве години е многу потцената таа помош и воопшто не се бара од Хрватска да учествува во овие процеси. Јас бев присутен пред 2 недели на една многу добра средба која што организираше некој вид на тренинг семинар од 3 дена за дигитализација на општините, кој што организираше Скопскиот плански регион, на кој што беа викнати експерти токму од Хрватска и Словенија. Што значи нивната експертиза е навистина одлична, затоа што тргнуваме од слична стартноцелна рамнина, а Словенија и Хрватска се стигнати многу далеко во еден куп процеси, од заштита на животна средина до дигитализација, до човекови права и така натаму. Така што не треба се потценува улогата на Хрватска, но мислам дека е потценета и она на што ВМРО-ДПМН особено ќе работи наредниот период е тоа на доближување на хрватското општество и македонското и преземање на што повеќе можеме добри позитивни примери од Хрватска и Словенија во Македонија. Не беше спомнато во јавност, но претседателот Мицкоски имаше кратка средба со опозицијскиот лидер во Словенија господинот Јанша, кој што навистина исто така има позитивни анкети и сметам дека треба да биде следниот предводник на владата во Словенија. Се покажа дека и оваа влада, и ви за тоа нека ми не дадете една критика, и оваа влада е многу слаба во Словенија, дојде со големи ветувања, донесе големи разочарувања, но тука се и бројни други средби. Да не забораваме дека CNN потроши цел еден ден за посетата на премиерот на Унгарија Виктор Орбан на Мара-Лаго на Доналд Трамп, кој што се очекува да биде следниот кандидат на републиканската партија на изборите во САД, така што за контактите на ВМРО-ДПМН јас не сакам премногу да се фалам, но фактите зборуваат за тоа дека ние сме партија која што е во постојана комуникација, но таа комуникација секогаш е базирана на принципиелна основа. Вие не можете да прашате амбасадор во Македонија, и слободно ве поттикнувам и вас и другите медиуми да комуницираат со сите амбасади, на кои што едно им било зборувано зад вратите на состаноците, а друго се зборува во јавност. Не постои таква ситуација. И заради тоа мислам дека им требаше време на нашите меѓународни партнери да сватат дека се станува збор за кредибилни политичари кои што немаат што да изгубат, немаат ситуација во која што имаат концесии дадени некому, немаат бизниси на страна кои што им зависат, треба да ги покријат со политиката, не се корумпирани и кои што тоа што го зборуваат навистина го мислат. И мислам дека со текот на времето беше можеби побавно, но мислам дека вроди со плод, да ние со сите овие партнери имаме однос на кредибилни соговорници. Не секогаш се согласуваме. Тоа беше следното прашање. Ме интересира, бидејќи луѓето немаат можност да учествуваат, се разбира, зборувам за просечниот граѓанин, нема можност да биде присутен на такви средби. Претпоставувам дека со нив не се согласувате секогаш. Како изгледа тоа воопшто? Па те се среќавате со луѓе. Кај се само изгледа многу кратко се средбите, затоа што тие им кажуваат што треба да се направи, овие прават за да не ги откријат дека имаат дека го купуваат со Равија или дека партнерски отвараат фирми за соларни панели и така натаму. А кај нас можеби средбите се 2 пати, 3 пати подолги, затоа што имаме аргументи од едната страна, имаме аргументи од другата страна, тие аргументи се судруваат во една корисна, квалитетна дебата и излегуваат соодветни решенија. На тој начин ние ги комуницираме решенијата и со јавноста. Се прифаќаат вашите аргументи? Дали се прифаќаат? Во одредена мера се прифаќаат, во одредена мера има и спротивно мислење, но на крајот се признава фактот дека ВМРО-ДПМН ја има обврската да нуди решенија за македонските граѓани. Секој амбасада, секој меѓународен партнер ќе ви каже дека не е работа на меѓународната заедница да нуди решенија за Македонија. Тоа е работа на политичарите кои што се платени од граѓаните, кои што излегуваат на избори пред граѓаните да нудат решенија за нив.
Тоа што меѓународните партнери го прават легитимно е да советуваат, да ги гледаат алтернативите, но на крајот јас и во вашата емисија неколку пати сум зборувал, секоја држава си го брани сопствениот национален интерес. Не смееме да забораваме дека меѓународните односи се водат од интересите на националните држави. Никогаш не треба да мислиме дека некоја друга држава ќе ги брани македонските интереси повеќе од нас. Не смееме да го чекуваме тоа, иако така личеше со СДСМ. Тоа е само за наивни, мора да се признае. Дека германскиот предлог, ако го споредите например со францускиот предлог, германскиот повеќе ги брани македонските национални интереси. И место нашата влада се врзе за германскиот предлог на преговарачка рамка, таа го пропушти да протече како вода и се му се фокусираше на францускиот предлог кој што е 10 пати повеќе кратно полож за Република Македонија. Така што мислам дека фокусот беше погрешен на македонската влада и никогаш не треба вината да ја бараме кај меѓународните партнери, затоа што тие си ги бранат исклучиво своите национални интереси. Се разбира, тоа му е јасно на секој, освен на најнаивните, можеби верувам дека се помалку ги има. Горан, повели. Рековме преска една од темите, без разлика колку нема аргументи за тоа, ќе биде нели некаква антиевропска агенда, проруска и така натаму од страна на актуелните власти. Една од темите кои што сигурно исто така ќе биде многу важна и без разлика што се распадна како меур од сапуница тој проевропски европски блок за кој што владата зборуваше една година и сега никаде не го гледаме, практично исчезна, сите излева со своји кандидати, со своји листи излезат и така натаму и така натаму. Мене ме интересира, тоа голем дел од граѓаните ги интересира исто така, некои не ги интересира, можеби се против, меѓутоа за мене е многу легитимно прашањето од овие контакти што ги имате со сериозни играчи, спомна и Драган, нели Виена, Будимпешта, Букурешт бевте, нели комуницирате со повеќе партии кои што ќе бидат важен чинител од уидната европска влада тамо од октомври некаде. Колку стои тој страв што го шири власта на СДСМ пред се, но и дуи се разбира, дека ВМРО ќе запре со евроинтеграциите, дека нема да може да најде нормален начин, достоинствен начин да се продолжат евроинтеграциите, за кои што голем дел од граѓаните, над 65% се уште сметаат дека е главен национален приоритет. Она што можам да го кажам е дека евроинтеграциите на Македонија ќе бидат 2 пати посилни од оние кои што се случуваат во моментот. Зошто 2 пати посилни? Од една страна, многу ќе се фокусираме на европеизација на македонското општество. Ја имам таа среќа да извршниот комитет и председателот ми даде задача да бидам дел од еден фантастичен тим на луѓе кои што ја систематизираат програмата за следните избори. Можам да ви кажам дека нема поглави од програмата кои што нема длабоки, системски, трансформативни реформи кои што ги нудиме како политичка партија и кои што ќе значат вистинска европеизација на општеството, не вакви популистички краткотрајни мерки. И вториот дел, и многу ќе се фокусираме на реформите. Секој од поглавијата, значи секој од ресорите во идната влада ќе биде многу сериозно фокусиран на реформи кои што значат македонска трансформација, македонска европеизација. Ако сакате носење на Европа дома или тоа што често знаат меѓународните партнери да го кажат, завршување на домашната работа. Затоа што ние сметаме дека Македонија може да биде поатрактивен партнер за Европската унија. Сум го зборувал тоа и во оваа емисија. Сметам дека со овој недостаток на реформи кои што ни се случуваше, со немањето странски инвестиции, ние сме станати неатрактивни за Европа за таа да сака да и пристапиме. И тоа ќе биде првата многу сериозна задача. И зашто реков 2 пати, вториот аспект е дека ние ќе работиме на вистински евроинтеграција на Македонија, не на билатерализација на европските интеграции, не на процес во кој што Бугарија ни диктира историски прашања, ние тие ги имплементираме, па само на тој начин можеме да чекориме напред. Процесот на евроинтеграција мора да биде заштитен од билатерални унисони барања на една држава членка кои што немаат никаква врска со копенхагенски или мастришки критериуми. Евроинтеграциите мора да бидат исполнување на копенхагенски и мастришки критериуми, секако со силна фокусираност на добрососедството. Но тоа добрососедство, вие знаете многу подобро од мене, значи двостранна улица. Сте имали и вие гости во вашата емисија кои што зборувале за пресудите на Судот за човекови права од Страсбур, за имплементација на тие пресуди во рамки на бугарското општество. Сте зборували вие за гаранции кои што треба да се дадат на Македонија како држава од страна на Европската унија за гарантирање дека никој нема да се дозволи да се меша во внатрешните работи на Македонија и како ние ги регулираме нашите внатрешни односи во државата или каков јазик зборуваме, какво потекло имаме, дали македонскиот многовековен идентитет треба да го трампаме за некаква лажна евроинтеграција. Така што идејата ми е дека ние ќе имаме
многу позасилен пристап во овој дел, кој што нема да значи сувопарно повторување на зборовите дека Европа треба да не храни, а НАТО да не брани, туку ние самите да бидеме проактивен партнер во Европската унија и во евроинтеграциите. Јас сум убеден дека со еден ваков пристап, двоен, многу засилен, многу фокусиран и со многу труд, ние ќе успееме да бидеме атрактивен партнер за Европската унија и да зборуваме за Македонија, која што е предводник на групата на кандидати за пристапување, која што нема зад себе коруптивни проблеми, нема проблеми со јавна администрација, нема проблем со реформите, станува економски многу посилна, многу поатрактивна, носи инвестиции од Европската унија. Јас често кажувам дека сигурен сум дека најдобри амбасадори на Македонија во Европската унија ќе бидат европските компании кои што ќе ги донесеме тука во Македонија. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски најчесто, исто и лидерот на нашата партија Христијан Мицкоски, уште отпред пар години ќе речам, инсистираат на тоа дека прашањето со Бугарија не може да се одбегне, тоа е јасно, меѓутоа ако успееме да создадеме атмосфера на квалитетно владење, на квалитетни реформи, на квалитетен пристап кон она што се нарекува европски обврски, сите други, не зборуваме за ова блесаво прашање со бугарите, се извинувам за речникот, од ЕУ ќе го променат и самите пристапот кон нас. Чекате малце, оваа држава објективно заслужува повеќе, а проблемот со Бугарија може да се најде начин да се реши без премногу галамење, и ако не може да се одбегне во смисол, бидејќи сега за жал тој не стана услов, што е, нели, огромен проблем, постои варијанта и начин сепак тој услов да се колку може минимизира, ако излезат во преден план оние работи што нарекуваат вистински реформи, вистински пристап, економски раст и сето тоа што оди заедно, владењето на правото се подразбира. Има две несреќи кои што се случија на Македонија во однос на евроинтеграциите последниве 5-6 години. Три да речеме. Првата е тоа што во Бугарија имавме раководство, најстабилно раководство беше раководството кое што не ја посакува добро на Европската унија. На Балканот не му ја посакува Европа и не посакува ниту една од државите од регионот да станат вистински членки на Европската унија, туку сака да создава проблеми. И внатре во бугарското општество имаше, освен таа една структура која што постоеше, а е тотално антизападна, имаше и други структури кои што не можеа да го преземат приматот на раководење со државата. Втората несреќа е навистина онаа стратешка грешка која што направи францускиот претседател Макрон, кој што не ги отвори портите за Република Македонија 2019-та, кога независно од недостатоците на оваа влада, можеше да се започнат преговори без дополнителни условувања. Тогаш се измисли оваа идеја околу кластерирањето на европската рамка, која што не промени многу суштински во нашето пристапување кон Европската унија, но го закочи процесот определен период. И третата, тоа е меќиот стомак во Македонија, во македонската влада, затоа што јас често кажувам, за да си ги заштитат сопствените кариери, сопствените столчиња, но се покажа, времето покажа и сопствените бизниси. Овие во македонската влада беа подготвени на се. Беа подготвени да прифатат било какви условувања од било кого. Што значи имаше соговорник во Македонија кој што е подготвен да ви прифати било какво барање од ваша страна. И таа штета која што ни се случи од овие три стратешки грешки кои што се случија, стратешки несреќи кои што се случија на Македонија, не доведе до тоа да не имаме француски предлог кој што за прв пат директно задира во билатерални политички и историски прашања во рамки на еден процес на европеизација што треба да биде мултилатерален процес и да ја дозволи барањата на една држава кои што многу од нив немаат никаква допирна точка со Европа, туку имаат допирна точка со анахронизам и со она што и денеска се чествува, а тоа е депортацијата на македонските евреи. 81 година од депортацијата, да. Не го спомнавме тоа. И тоа и се дозволи на Бугарија да го прави затоа што имавте ваква ситуација во Македонија. Јас се сеќавам точно пред една година на 80 годишнината исто бев во овие студија и коментиравме делот од состојбите со македонските евреи дека тие работи не смеат да се забораваат. Затоа што има една тенденција која што се случува во Европа, а тоа е да некои држави, некои општества одат во процес на негирање на историјата, а секогаш негирањето на историјата водело кон нови слични конфликти, слични нови историски ситуации, затоа што се забораваат црните петна на таа историја. Горан спомена определени партии и во Германија, тоа се случува и во други држави, но тоа не смее да се подхранува. Напротив, јасно, гласно треба да се кажат црните петна во историјата на секоја држава и општество кои што ги имале, дали биле пријатели на Хитлер,
дали му биле соработници, дали биле негови слуги во една или во друга смисла, тоа државите и општествата треба да го кажат, да го признаат, да го прифатат како историски факт и да живеат со тоа. Зошто? За да не ни се повтори. Затоа што ако влезете во историска негација, многу е голема опасноста историјата да ви се врати и уште еднаш да ви се повтори како Денес фарса. соседите испратија многу една интересна порака дека тие ги спасиле своите евреи, што е вистина. Евреите од Бугарија не беа предадени во Треблинка, меѓутоа жалат многу затоа што не успеале да ги спасат евреите од Македонија и од чинам од Грција. Што е историски факт, меѓутоа улогата на Бугарија како држава во тој цел процес е документирана прилично јасно. Значи, бугарите не биле неми, дури не биле ни неми следачи на состојбата, туку активно учествувале. Евреите во Македонија биле собирани од бугарски војници. Јас сум разговарал со преживеани луѓе и со сведоци на тој период кога ги собирале луѓето во како се вика во монополот во Скопје. Значи човек сега веќе многу стар, тогаш имал 10 години, зборува исклучиво за бугарски војници кои што ги собираат евреите од нивните домови во еврејското мало, од бугарски војници кои што ги чуваат во монополот и бугарски војници кои што ги товарат впрочем во оние возови кои што ги носат на патот без враќање. Така што од тој аспект мислам дека е И бугарски вагони исто така. И бугарски вагони. И неко тоа, чисто како еден податок кога зборувате за една од овие несреќи што случаи на Македонија, ве се разбира мислите на кругот околу претседателот Румен Радев, така? Многу точно мислам на претседателот Румен Радев и на неговите соработници кои што јавно и јасно покажува дека не гледа добро за Македонија, не гледа добро за Европа на Балканот и според неговите ставови не гледа добро за европското проширување и евроинтеграциите на сите држави од регионот. Тоа е повеќе од јасно. Но ме интересира една работа. Денеска ја забележав. Извинете, морам да дополнам со уште 2-3 реченици. Неговите соработници одат во Србија, прават проблеми, одат во Косово, одат во Косово, се обидуваат да ги асимилираат луѓето во Косово кои што немаат муслиманска религија, туку се христијани. Одат во Албанија, во Мала Пресвија и Голобрдо, делат пасоши бугарски за луѓето да се пишуваат како бугари. Тоа е еден концепт од 19-тиот век кој што значи обиди за асимилација. И тие примери ние сме ги учели и во учебниците, но сме ги гледаме и во литературата. Се одело со книги, им се давале на луѓето бесплатни, се отварале бесплатни училишта, им се давале државјанства или припадност кон црква, па да добиете стипендија за школување. Сето тоа многу јасно како на фотокопир апарат, како на индиго, е пресликување на тактиките на тогашната екзархија кон македонците во тоа време, но и кон другите словенски народи или христијански народи, обиди да се привлечат или да се пишат, ние така викаме народски денеска, да се пишат за бугари. Yeah. И тоа оваа структура во Бугарија постојано го прави. Тоа не сме го гледале од Бугарија, од бугарските власти во времето на раководењето на другите политички партии во Бугарија. Точно, може би имале тврди ставови кон Македонија, може некогаш биле непримерни во изјавите, но никогаш не оделе во Мала Преспа, во Голо Брдо, во Пустец да агитираат да луѓето се пишуваат за бугари. Тоа денеска се случува за жал од страна на бугарските. Тука се согласувам и просто е неверојатно дека после 100, 120, 140 години се повторува истиот патерн, модерно кажано, иако и тука Европската унија според мене има своја тежина, затоа што ако Бугарија во 1890 година тоа го правела и немало концепт, немало организација која што може силно да реагира, иако и тогаш имало амбасадори, конзули кои што се бунеле прилично јасно. Сега имате Европската унија каде што Бугарија е член, тамо се чини дека се замижува на овој процес. Зошто ќе треба да одговорат веројатно некогаш од Брисел во некои подобри времиња, но ме интересира и затоа ве прекинав, се извинувам, оној момент со претседателот Тево Пендаровски. Колку мислите дека беше фингиран, а колку реален? Условно кажано, кавгата меѓу претседателот Пендаровски и бугарските власти околу македонското малцинство во Бугарија. Од нигде никаде се појави претседателот со една патриотска изјава, се разбира дека има македонско малцинство во Бугарија, благодариме претседателя, ние не знаевме. Заведнаш потоа тамо да реагираат, еве ги овие шират антибугарска реторика. Мене лично впечатокот ми е дека сето тоа беше, ако не наместено, тогаш добродушно прифатено и од едната и од другата страна. На кој сте во Пендаровски? Мислите на овој што кажуваше дека Гоце Делчев е бугар?
на истиот мислам, иако сега во некои портали се инсистира дека никогаш не го рекол. Тоа ние гледавме на телевизија, впрочем тоа не беше, не го кажал негде во Кина меѓу 5 пријатели, туку беше кажано на медиуми, меѓутоа повторно се инсистира. Никогаш не рекол председател такво нешто. Може да се инсистира на многу работи, намерно ја поставив ова, може би риторичко прашање. Ми е драго што продолживте за дискусијата, а тоа е проблемот што Стево Пендаровски за жал секоја недела или на 2-3 дена има излагање во кое што има различен став од неговиот претходен став и постојано влегува во само демантирање. Тој поголемиот дел од интервјуата троши да демантира нешто или да објаснува нешто што го кажал при на претходното интервју и да кажува дека не мислела на тој начин, па сега го променил мислењето и така натаму. Истиот овој Стево Пендаровски му се умилкуваше на Бојко Борисов на една од средбите, на еден навистина непримерен да не ги повторуваме зборовите, не би сакал да ги повторувам зборовите, но зборуваме за истиот Пендаровски кој што зборуваше јавно, тоа видео се уште е достапно, среќа живееме во третата декада од 21 век, па сите знаеме дека тој јавно кажа во едни телевизиски вести дека Гоце Делчев се чувствувал и јавно кажувал дека е бугарин. Тоа се негови коментари, не се мои, не се на ВМРО-ДПМН, па дури ако сакате не се ни да СДСМ од Ковачевски, него беа повеќе личен на СДСМ од времето на Зоран Заев, кој што зборуваше дека во Петрич и во Струмица се зборува истиот јазик и дека тие меѓусебно се разбираат. И дека историјата ни е заедничка и така натаму. Но профилот на Пендаровски, освен што е лицемерен, затоа што секој ден ги менува ставовите, и профил на човек кој што се обидува да рационализира и да звучи прифатливо за граѓаните сето она што неговите политички пријатели го прават. Па така тој ќе образложува дека не можел да дава суспензивно вето на закони, како што се измените на кривичниот законник, со кој што падна во вода десетици предмети и со кој што се амнестираат десетици луѓе, затоа што замислете тие повторно ќе ги изгласале во собранието. А истиот тој Пендаровски, например, стави суспензивно вето кога му одговараше политички на законот за продолжување на легализацијата на бесправно изградените објекти. Тогаш немаше проблем да стави суспензивно вето, затоа што тогаш во неговата јавност или во неговиот круг на движење во кој што се движи, во неговиот свет, во неговиот меур, тоа се сметаше за позитивно дело и заради тоа тој тогаш стави суспензивно вето на тој закон и тој закон никогаш не се донесе, да бидам до крај чесен. И мислам дека станува збор за еден човек кој што со тоа рационализирање си игра со интелигенцијата на македонскиот народ и постојано ја потценува. Тој е истиот човек кој што веруваше дека нема да има уставни измени за внесување со бугарите, дека никој вам памет било, да ги искористам конкретните изрази, вам памет било дека некој ќе бара измена на македонскиот устав за внесување на бугарите. Истиот човек кој што кажуваше дека на никого нема да му текне да го менува уставот за промена на името. Истиот човек кој што ги навредуваше луѓето кои што не мислат исто како него, кои што не се од неговата политичка партија. Така што навистина очекував малку повеќе после 5 години. Очекував дека барем за овие прашања ќе се сосредоточи, ќе се фокусира и ќе има конзистентни изјави, но гледам дека сега станува поголем јастреб од неговите пријатели од СДСМ, гледам една дрзок вербален напад кон ВМРО-ДПМН и тоа е знак на очеј. Затоа што и тој самиот ги гледа анкетите, свесен е за резултатите, свесен е во која насока ќе се движат резултатите на овие избори и ќе се обидуваат СДСМ и Пендаровски до 24 до првиот круг со најцрната можна кампања, со најголемите измислици, ниски удари, ваков тип на негирања, да скратат од потенцијалот на професорката Силјановска Давкова и на ВМРО-ДПМН. Зошто? Затоа што разликата е сега во моментов многу драматична. И тие се свесни дека тие не можат да го донесат Google до 24 април. Не можат да го донесат Facebook, напротив, дел од фирмиве затвараат, паѓаат во стечај, иако ги убедувавме дека станува збор за лажни фирми кои што не можат да преживеат. И тие се свесни дека тие нема што да му понудат на македонскиот граѓани. Нема со што да го убедат, нема решение, проект, идеја, политика која што тие ќе ја предложат, а граѓаните ќе им веруваат. Што да очекуваат граѓаните? Дека им понудат дека ќе имаме 10% раст на бруто домашниот производ, како? Ќе им понудат скратување на непродуктивни трошоци, како кога самите трошат, кога возат службени коли за партиски цели. Нема што да понудат кај граѓаните. Единствената тактика која што е легитимна, јас ја разбирам, ќе биде со црнила, со кал, да не повлечат и нас и професорката Силјановска кон нивното мочуриште. Па внатре во калта да видиме кој е повалкан од таа кал. Но ние нема да го дозволиме тоа и затоа гледате колку малку зборувам за СДСМ, колку малку зборувам за Стево Пендаровски. Нивната работа си е нивна работа. Ние ќе кажуваме
чуваме што тие ветија, што не остварија, тоа се политики, но и ќе си ги промовираме нашите решенија за иднината, затоа што сите сме фокусирани на тие решенија и на трансформацијата на Македонија. Околу пристапот, Горан, околу пристапот ми е многу важно ова прашање. Спомна господин Андоновски дека се води црна кампања апсолутно од страна на актуелната власт на СДС, меѓутоа токму денеска вечерва Богданка Кузевска, тој е портпаролката на СДСМ, во една дебата со Марија Митева, инсистираше дека СДСМ има намера да води позитивна кампања, има намера да вози кампања која што ќе се заснова на квалитетот на она што досега го направиле, а не на валкање, и ставот беше дека ВМРО всушност е таа што користи црна кампања, инаку апропо председател Стево Пендаровски, тој успеа да каже дека за овие 5 години не направил ниту една стратешка грешка. Отприлика тоа беше единственото што јас го запамтив. Повели. Ако може за двата овие настани, за друго нешто сака да зборувам, и тоа се многу важни овие два настани. Прво, Стево Пендаровски изречени дека во интервју за Слободен печат, денеска го видов еден рил објавен, ги понижува припадниците на македонската национална гарда. Тие што го чуваат и раскажува во тој рил раскажува како кога ќе дошле гости во неговата резиденција, тој им рекол дека може да ги штипнат и тие не смеле да се помрднат. Значи, морам да речам, едно одвратно однесување на председателот кој што објавено во Слободен печат како дел од некакво интервју. Внимавајте, вие со војниците на Арама, кои што се наша гордост и во Македонија, и надвор од светот, си подигрувате, па ги снима луѓето како одат кон нив, тој вика дојдете вамо, се однесува како Нурсултан Назарбаев, не знам, некој од тие од Казахстан. Како Енвер Хоџа, внимавајте, вели, можете им зборувал на гости дека можат да ги штипнат луѓе достоинствени, честни, кои што тоа им е работа да го чуваат председателот, да бидат негова гарда, на државата гарда. И ја навистина се шокирав од тоа. Околу тие 250 ботови кои што ги зборуваше Богданка Кузевска, тука очекував дека и ВМРО ДПМН можеби претходно ќе го објасни тој феномен. Одеднаш од еден портал, сајт Актуале, мисля чини дека се вика МК, финансиран очигледно од власта, излегува една анализа каде што наводно 250 ботови го напаѓале Пендаровски, воделе антируска реторика и ги напаѓале албанците и така натаму. Проруска реторика. Проруска реторика, се извинувам, антиалбанска и проруска реторика. И дека тие биле координирани. Јас не сум многу активен на Твитер, но до пред 2 години бев прилично активен и земав да видам кои се тие 250 ботови кои што наводни ботови кои што СДСМ ги турка се очигледно според тоа што го кажува Кузевска, тоа е нивна главна сега тактика да се зборува дека некој формирал 250 ботови. Се работи за најголем дел од тие луѓе со кои што јас сум комуницирал, да речеме, со некои лично и не се знаеме кои се луѓето. Јас со име и со презиме сум на Твитер, се разбира. Уште од кампањата бойкотирам, се работи за критики на политиките на СДСМ и на Стево Пендаровски, кои што се многу често и смешни, многу често се, да речам, вицкасти, многу често се сосема, не многу често, секогаш се сосема на место, и од сите критичари на власта и на Стево Пендаровски, тие направиле список од 250 луѓе кои што се наводни ботови. Не, се работи за луѓе, можеби кај голем дел од нив е скриен идентитетот, меѓутоа за нормални луѓе најголем дел од нив нема никаква врска со ВМРО ДПМН, од тие што јас ги знам, а сигурно знам стотина. Значи луѓе кои што го критикуваат ВМРО ДПМН или го критикувале до известен период, луѓе кои што биле и про СДСМ и сега наоѓаат глупости, гафови кои што ги прават Ковачевски, Пендаровски, Маричич и така натаму и ги критикуваат. И тоа е еден наратив кој што власта во отсуство на реални аргументи се обидува да го направи. Мислам дека тука треба да се преземе некаква акција и да го објасни овој феномен и ВМРО ДПМН, заради тоа што за луѓето кои што не знаат што се ботови, за луѓето кои што не знаат како социјалните мрежи навистина функционираат, тоа може да биде проблем, луѓето да не знаат сушно за што се зборува во кампањата, што е објективен проблем за генерално за дебатата во кампањата. Сакам да го прашам гостинот, уште малку време, споменавте и вие дека
користат службени возила во текот на кампањата и за тука има два моменти. Мариќич имаше минатата недела на собирањето на потписи отиде кај Пендаровци службено возило со обезбедување во недела, иако мислам дека живее прилично блиску до тамо кај што собира потписите, тој сепак инсистираше да оди со службено возило обезбедување и Пендаровски кој што вчера чинам дека беше во еден партиски штаб во внатрешноста на Македонија, а двата кабинети на Пендаровски и на Мариќич рекоа дека тоа било согласно законот. И се тука ме интересира, вие сте човек кој што на некој начин целта на оваа техничка влада е да се оневозможи да има неравноправност помеѓу политички субјекти. Некои да имаат огромни ресурси, како власта сега на Пендаровски и Мариќич, а некои да немаат никакви ресурси. Вам предпоставувам дека ви следува возило како технички заменик министер, но не сум слушнал барем до сега дека со службено возило сте отишле било каде. Дури слушам дека одите и пешки често пати на службени состаноци. Едниот е формално правен проблем, дали тие луѓе мораат, односно можат да ги користат тие средства, и вториот е човечки повод, да речем, зошто некој би инсистирал да оди со Пендаровски вчера во Кочани, чинам дека беше, со десетина возила, на тајфо 30 луѓе во партиски штаб на СДСМ. И од друга страна таму велат дека ако ги повикаат и во други партиски штабови, ќе го претседателот и во други партиски штабови. Колку е ова нормално во контекстот кој што вие делумно го работите како заменик министер за администрација и информатичко општество? Толку е станата забегана ситуацијата во која што се наоѓа СДСМ, што нема допир со реалноста. И они очекувам дека до кампањата и во кампањата за ботови ќе ги нарекуваат и сите граѓани во Македонија. Секој што нема да гласа за СДСМ и за Стево Пендаровски, навредливо ќе биде наречен бот. Само колку да објаснам вака за граѓаните кои што не користат многу социјални мрежи, тоа се лажни профили, односно лица со скриен идентитет, кој што еден човек има неколку профили на социјалните мрежи, па преку нив шири некако вид на ставови, што не е забрането, не е незаконско, секој може тоа да го прави, но Толку етичко е друга работа. Колку е етичко, секој одговара за својот морал, за својата морална вертикала и за своите ставови, но треба да се знае дека социјалните мрежи се свет во кој што голем број од луѓето не се прикажуваат со сопственото име, туку се прикажуваат со други имиња, но тоа не е толку важно колку што е важно дека СДСМ ја подценува повторно по не знам кој пат интелигенцијата и ставовите на граѓаните. И таа фрустрација која што им ја создаваат на граѓаните со овие навреди, кажав и во ова студио пред некое време, ќе се излее на следните избори. Излевањето на следните избори ќе значи тотална деструкција на СДСМ. Затоа што луѓето дури што би гласале за нив со ваквиот став кој што го шират, со ваквата пропаганда кој што ја шират, дека секој што е против нив е бот, е немиен, небањат, неписмен, неук, антизападен, проруски, прокинески и така натаму, само ствараат револт кај граѓаните. Само ствараат револт кај обичниот човек кој што сака нормалност. Сака да го има правото, кога ќе дојде денот на избори, да си го каже својот став, без да се грижи дали СДСМ имало ваков или онаков став према него, или ВМРО ДПМН го сметал за ова или за она. Граѓаните на денот на изборите се суверениот владетел во оваа држава. И како суверен, тие можат и ќе го кажат својот став. И тој став треба да се почитува. Каков и да е, во каква и да е ситуација. Но на СДСМ им одговараше кога истите тие граѓани ги поддржуваа во 2017-та, па победија и во 2019-та со Стево Пендаровски, тогаш овие граѓани не беа ботови. Истите овие луѓе, за истите тие профили сега им се ботови, не им одговараат, им пречат и така натаму. Кратко што се однесува до злоупотребата, јас очекувам злоупотребата на службени ресурси, било какви, автомобили, канцеларии, средства и така натаму, да продолжи во наредниот период, но кажав еднаш дека ги следам состојбите, особено тогаш спомнав со вработувањата. 2800 работни места се отворени во државна администрација во декември и јануари пред изборите. Сериозен дел од нив се незаконски, предупредив и тогаш, ги следиме, ги систематизираме, за дел од нив излеговме и во јавност, алармиравме за какви станува збор, за голем дел од нив ги имам податоците. Ветувам дека сериозно ќе се позанимаваме со овие прашања после изборите и кога ќе имаме простор во институциите кои што ќе се ослободат од стегите на СДСМ, ние ќе постапиме. Има една комисија за надгледување надзор на вработувањата во Агенцијата за администрација, ќе ја активираме и сега таму каде што ќе најдеме незаконитости во делот на вработувањата кој што се изворна надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, ќе си има одговорност. Во делот на возилата
треба да има регистар на службени возила и да се види на кој начин се користат. Овие два примери се точни, има и бројни други, има примери на јас го имам самиот забележано тоа, не сакав да излегувам во јавност. Една вице-премиерка на владата се возеше на пример во бизнис класа во Austrian Airlines, а истата ќе држи предавања за етичко однесување и етички кодекс, етичко постапување и добро управување во владата. За такви ситуации станува збор. Самиот го имам видено, не го кажувам, не ми го прераскажал никој, не сум видел фотографија, пред мене се случуваше. Така што имаме такви ситуации, но имаме и решенија за овие ситуации. Едното од решенијата кој што ќе го направиме после формирањето на владата, веќе и го најавивме, тоа е промена на табличките на службените возила, кои што ќе бидат означени со јасна боја, па секој граѓанин ќе може да забележи дали тоа службено возило се користи во службени цели, дали си ја врши функцијата, треба да го однесе определен човек од едно место на друго, да се заврши определена работа за граѓаните, или се наоѓаат во партиски штабови, се наоѓаат на прибирање потписи за партиски кандидати, се наоѓаат пред некои дискотеки, се наоѓаат во странство, а не треба да бидат во странство и така натаму. И за тоа сме подготвени, затоа што ние не сакаме да ги злоупотребуваме државните институции. Бевте ли како член на владата поканет денеска на отварање на браната Коњско? Завршувањето на работите? Не бев поканет. Знаете зашто прашувам? Затоа што се инсистираше дека биле поканети сите членови на владата, сите заслужни за остварувањето на овој проект. Јас тамо го видов председател Стево Пендаровски, наистина не знам председател Стево Пендаровски со што е заслужен за проект кој што 20 години се гради, како што е браната Коњско. Не сум бил поканет, често нема комуникација од страна на Тоа сакам да прашам, каков е односот со вас? Па игнорантски односот, Јас некако се навикнавме на тој однос неколку мина од нас. Си работиме ние нашата работа на контрола на законитоста на работењето во министерството каде што сме. Секако алармираме кога ќе забележиме некои недоследности, но навистина еден однос на непочитување кон членовите. Ете, поканете сме утре на некоја на обука за добро владење, добро управување, етички кодекс, па баш ме интересира вака какви ќе бидат обучувачите и зашто ќе обучуваат. Се надевам ќе споделите. Можеби Пендаровски ќе биде присутен да ни каже како се употребуваат службени возила за партиски. Можеби ќе споделите со јавноста. Еве за крај, бидејќи денеска ВМРО ДПМН, односно председателот Мицкоски ги објави носителите на листи. Тој самиот е во единицата, Александар Николовски, Владан Мисајловски, Дефина Стојановска, Драган Ковачки полковникот се разбира, и во петката чинам дека остана, рече председателот на вашата партија дека за тоа место се уште се размислува. Одразмисливте готово или уште? Па јас нема да се впуштам во коментирање, ќе го оставам тоа на председателот на извршниот комитет. Навистина квалитетни имиња се во барабаните, зборувам за повеќе од 500-600 имиња на кандидати, потенцијални кандидати за тие 120 пратенички места, позиции. Сите луѓе кои што јас ги забележав дека се потенцијално се мерат на листите се навистина квалитетни. Надпреварот е многу демократски, надпреварот е многу фер, искрен, чесен. Секако има амбиции луѓе со повеќе амбиции, луѓе со афинитети кои што би сакале да бидат дел од собранието, но мислам дека ќе имаме квалитетен собраниски состав. Нели таму во ВМРО со ножеви се колат, дај ми го мене, јас сакам пратеничко место. Нема такво нешто. Овие 44 покажа една стаменост, една обединетост. Не коментиравме многу за говорот на председателот во Букурешт, повика на две многу битни работи, ќе ги скоментирам зашто се поврзани со ова. Едното беше дека повика на мир, на смирување на страстите, на нормалност, на нормализација на односите, и тоа е нешто на што и фали на Европа и фали на Македонија, и беше еден од ретките политичари во Европа, можам да кажам, кој што повикува на нормализација, на смирување во овие турбулентни и тешки времиња, и второто беше на обединување. На обединување и создавање единство во системите, во структурите. Дали е тоа на ниво на Европска унија, дали е на ниво на Македонија, дали на ниво и на ВМРО ДПМН. Мислам дека на ВМРО ДПМН во моментот му е потребно тоа единство, таа солидарност помеѓу членовите. Покажавме дека сме цврсти и стамени и мислам дека сме можеби и најединствени што сме биле во последните години, и тоа ќе се покаже многу во работата на терен. Јас веќе го чувствувам затоа што доста движам и по општинските комитети и по општините, по градовите, но уште повеќе мислам дека ќе се покаже во кампањата, и мислам дека никој не е преоптоварен со тоа дали и на кое место би бил на листите, туку повеќе се работи за една лична амбиција и достигнување на некои лични цели, што е здраво и го поздравувам.
И мислам дека во моментот кога ќе се дефинираат целосно листите, сите заедно здружени ќе излеземе во кампањата и ќе направиме еден одличен резултат. Ке имаме време да разговараме, се разбира, за протестувањето на листите. Само една оценка ме интересира. Во единицата Христијан Мицкоски ќе се судри со Димитар Ковачевски, тоа е веќе известно. Да, тоа е известно. Јас доаѓам од општина Аеродром, тука сум во единицата, да речеме, цел живот живеам во градот Скопје. Убедлива победа на Христијан Мицкоски, не се сомневам ќе биде една од најубедливите разлики кои што ги имало помеѓу двете најголеми македонски партии во единицата и ќе биде многу интересно да се гледа. Особено интересно ќе биде да се гледа општина Карпош, од каде што доаѓа претседателот Христијан Мицкоски. Така. Горан Повели, сосема за крај. Денојеве стана опасно да се зборува за некаков вид на мир, особено во Украина, Русија. Видовме денеска, ајде да не кажам лош збор, некои луѓе блиски до СДСМ, нивните медиуми го обвинија дури и папата кој што Настрана папата, да. Настрана папата. Да, нема да спомнуваме имиња, да не ги срамиме луѓето, меѓутоа навистина беше чудно да се нападне папата заради тоа што зборува за пирање на крвопроливањето во Украина. За крајот на оваа емисија морам да кажам нешто што бев замолен од голем дел луѓе што денеска ми се јавија. Бараат некаква помош во однос на денешните пораки кои што доаѓале од високи функционери во владата, од Министерството за здравство пред се до директори кои што ги терале луѓето вработени со договор на дело да бидат практично до утре отпуштени. Пред 25-6 дена новиот министер за здравство, веќе му го заборив името, не може да ги следиме, даде изјава дека сите овие луѓе ќе бидат вработени. Кај нас беа гости во студиото луѓе од синдикатот на здравствените работници, нели? Кои што тогаш не знаеа што ќе се случува, по таа емисија имаше ветување ќе бидат вработени и сега денеска во 4-5 града низ Македонија директорите добиле пораки, СМС пораки дека мора да ги бркаат луѓето кои што се во некои случаи и по 9 години. Имаше денеска еден случај, татко на 4 деца, по 9 години водач на итна помош, амбулантно возило, и тоа човек херој кој што помагал во десетина сериозни случаи со спасување на живот во Македонија. Од утре му било кажано да не оди на работа. Па ме интересира дали вие како ВМРО ДПМН ќе најдете решение за овие луѓе, ги има повеќе од 3200. Некои луѓе, еден од нашите сниматели, сопругата му работи веќе 18 години со договор на дело. Дали ќе најдете решение за овие луѓе кои што и во ковид кризата и секогаш се и хумани и професионални и се вршат работата, а работат за некои мизерни 20.000 денари? Горан, имаше една многу сериозна некоректност од страна на владата, а тоа е наместо да предложи закон за трансформација на работниот однос на овие лица, за кој што со сигурност ќе се знаеше за кого станува збор и ќе можеше веднаш да се трансформираат односите, тие ветија дека ќе ги вработат, отворија јавни повици, во исто време отворија постапки за преземање на лица од другите градови кон градот Скопје што беа комплетно непотребни, со што ги полнат клиниките со веќе вработени лица, а трета работа која што направија дека не обезбедија средства за вработување на овие лица и не обезбедија средства за продолжување на нивните договори за дело, како што се нарекуваат, или за ангажирање на определено време. Што значи ветија ги подкрена очекувањето на граѓаните, особено на овие лица вработени во здравствените установи, но не понудија реално решение. Мојот страф е дека станува збор за недостаток на средства за може да ги исплатат и затоа се закануваат со прекинување на односите на вработување или на ангажирање преку договори на овие лица. Она што можеме да кажеме дека ВМРО ДПМН ќе биде силно фокусирано на кадарот во здравствените установи, затоа што барем здравствените експерти со кои што ние разговараме и кои што ја подготвува програмата, рекоа дека мора да се фокусираме на луѓе, а не на цигли. Што значи дека фокусот ќе биде на задржување на здравствениот кадар во Република Македонија во здравството, односно во јавните здравствени установи. Затоа што сигурен сум дека сите овие 3000 луѓе многу лесно може да се вработат во приватниот здравствен сектор или пак веднаш да заминат во Германија, Австрија и другите држави во Европа, затоа што ваквиот квалитетен искусен кадар се бара во овие држави. Но нас не е тоа целта и можам да кажам дека силно ќе бидеме фокусирани на наоѓање трајно решение за овие лица. Не давам лесно ветувања и не ми е ни тоа целта, не сум експерт од здравството, не ја познам таа проблематика во целост, но знам, разговарајќи со нашите здравствени експерти во Комисијата за здравство и во тимот кој што ја подготвуваше програмата, дека приоритет ќе биде наоѓање решение за овие лица кои што навистина многу долго работат во здравствените установи.
Само да додам на крај дека дел од овие луѓе кои што ми се јавуваат и денеска преку ден се плашат дека всушност планот на СДСМ и ДУИ е да ги остави без работа до изборите за да тие гласаат за нив и подоцна нели да си ја заработат својата работа, што е нечовечки, меѓутоа не можам да го исклучам. И вториот момент е политички на СДСМ и ДУИ со оваа ситуација според мене се губат 3200 по тројца членови на семејството, десетина илјади луѓе ќе изгубат како гласачи, што значи дека вашава теза дека нема, можеби нема пари за нив да се плаќаат е навистина најстрашно од сите овие работи што слушаме. Благодариме што бевте вечера во Заспија помош. Да, чисто за крај, бидејќи спомнавме некои интересни изјави, потпредседателот на СДСМ Фатмир Битики денеска за 360 степени вели дека не е нереална, односно се многу реално ветувањето за покачување на посечната плата по 4 години на над 1000 евра. Со оглед на тоа дека речи известно ВМРО ДПМН ќе ја прави, тоа ќе падне на вас да обезбедите 1000 евра плата во Македонија. Па лесно се лицитира со бројки кога не треба да ги испорачате. Затоа гледате како јас сум многу внимателен во работите што ги зборувам и можам да ветам дека силно ќе работи на подигнување на животниот стандард и на растот на бруто домашниот производ. А тој раст на бруто домашниот производ ќе донесе повисоки плати за граѓаните. Не ова вештачко зголемување на плати, за потоа да не знаат од каде да ги исплатат и вака да испуштаат луѓе од работа. Стефан Андоновски, заменик, односно дополнителен заменик министар за информатичко општество и администрација и секретар за меѓународни односи во ВМРО ДПМН, благодариме за гостувањето. Најмалку време потрошивме за улогата што имате сега како заменик министер. Верувам дека ќе имаме прилика понатаму. Ова што го зборував, мислам дека беше прилично важно да се слушне. Благодариме уште еднаш. Благодарам јас многу на поканата, секогаш задоволство инспиративно да разговарам со Горан Собран. Тоа е тоа, почитувани гледачи. Утре во 15 часот знаете репризато издание на оваа емисија, а јас се Горан ќе ви се јавиме утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.